На средина од месецот, речиси поголем дел од пензиите се потрошени. Анкетираните штипјани за МН телевизија велат дека ова е само трошокот за основните потреби, бидејќи како што истакнаа тие не одат во кафејана, на одмор и бања, па заклучно месечните терапии, домашните трошоци и храната немаат простор ниту нешто да заштедат. До сега со жената праќа ми вика, пази колку ќе взимаш, вика да прекараме до први вика. И тоа со жената се крепиме до први. Плюс терапијата што имаш секојдневно добиваш некој за болки, за главоболки, за реуми, за вртежи, се после тие се плюс терапиите. Немам пари да ќе трошиш, кај да улезеш? У кафана не сум улезал 20-30 години. Не сум улезал. Само за еден и за лекој, ништо друго, ништо. Ни сме отишли на одвор, ни на бањи, ни на таква, нема шанс. Ако се пушиш отиде, нема ич пари. Со оваа пензија како така средно. Иначе нака не верувам. Лекове не употребувам, али за струја, за тие многу големи давачки. За внучиња кога како? Према времето. А сакате да помогнете? Па сакаме да помогнеме на децата, како тоа. Тоа е. Друг дел велат дека подобро е кога во едно семејство влегуваат две пензии, затоа што така тие имаат простор да си дозволат и нешто повеќе. Ако не штедам, нема да прекарам. Затоа што пиперче земеме, патлиџанчето више скапо, мина, сезоната мина. Абе, они одат и 90%, ама ако штедеш, ако ќе водиш сметка, мора да водиш сметка, не бива иначе. А со две пензии искараме некој. Искараме. Со две пензии, бабата е пензија, јас пензија. Па се крепете? Крепеме се. Околу 7.000 даваме за лекови. Е така, там не сум направил математиката. Сметките, храната, лековето, половин пензията оде. Во согласно со ситуацијата, премиерот Мицкоски изминатиот месец на сите пензионери ги зголеми пензиите во износ од 2.500 денари, а додатно како што истакна тој, пензиите ќе се покачуваат и во март следната година за исто толку. По ова ќе овозможи дополнителни можности.